Добре дојдовте. Денес ќе се нрнеме во нешто што може би звучи комплицирано, системи на равенки, но всушност тоа е супер мокна алатка за решавање на секојдневни загадки. Ќе видиме како математиката може да го претвори хаосот во ред. Еве една класична дилема. Сигурно секој се нашол во слична ситуација. Дали да се оди со помала месечна сметка, но поголем трошок на почетокот? Или обратно? Излегува дека ова не е само прашање на интуиција, туку математички проблем со многу конкретен одговор. Ајде да видиме како да стигнеме до него. Па токму оваа дилема не носи до нешто што во светот на бизнисот и математиката се нарекува точка на рентабилност. Замислете го тоа како моментот кога вагата е во совршена рамнотежа, кога двете опции чинат апсолутно исто. Ова ќе биде нашата централна загадка што ќе ја решаваме денес. Добро, пред да ја решиме загадката, прво треба да го научиме јазикот на кој е напишана. А тој јазик, верувале или не, е јазикот на правите линии. Излегува дека секој од тие тарифни планови може да се представи со една едноставна права линија на график. Еве го и основниот градежен блок, линеарната равенка. Гледајте на неа како на една кратка математичка реченица. Таа опишува совршена врска помеѓу две работи. Например, како што поминува времето, така се зголемува и вкупниот трошок. Оваа стандардна форма, ax плюс by еднакво на c, е нејзиниот најчист и најелегантен израз. Сега, ова е навистина кул. Кога ќе нацртаме една таква равенка, добиваме линија. И секоја, ама баш секоја точка на таа линија е валидно решение за таа равенка. Значи, една равенка, сама по себе, има бесколечно многу решенија. Но проблемот е што ние не бараме било кое решение, туку она едно единствено, кое важи за обдвата плана истовремено. И токму тука лежи гениалноста на целата работа. Нашиот проблем не е една линија, туку две. Една за планот А и една за планот Б. А одговорот на нашето прашање, она магично кога, се крие токму во точката каде што овие две линии ќе се вкрстат. Кога ги разгледуваме тие две равенки заедно, тоа го нарекуваме систем на равенки. Тоа е како да читаме две различни приказни истовремено, барајќи го оној еден момент, онаа една точка во просторот и времето, каде што двете приказни се поклопуваат. Значи да го поедноставиме до максимум. Да се реши систем на равенки, значи да се најде таа точка на пресек. Визуелно, тоа е местото каде што линиите се сечат на графикот. Математички, тоа е единствениот пар на броеви x и y, што кога ќе се стави во двете равенки, ги прави и двете точни. Во ред, теоријата е јасна. Ама како практично да ја најдеме таа точка? Постојат неколку одлични алатки во нашата математичка кутија за оваа работа. Ајде да ги разгледаме трите главни начини. Првата алатка е методот на замена. Ова е многу интуитивно. Ја земаме едната равенка и ја изразуваме едната променлива преку другата. Например, велиме x е еднакво на ова. Потоа тој израз го ставаме во втората равенка на местото на x. И одеднаш, магично, имаме една равенка со само една непозната. Со тоа, практично ја користиме едната равенка како клуч за да ја отклучиме другата. Втората алатка е методот на елиминација. Ова е еден паметен трик. Идејата е вештачки да ги наместиме равенките така што броевите пред една од променливите, да речеме y, да бидат исти, но со спротивен знак, како плюс 5 и минус 5. И кога ќе ги собереме двете равенки, таа променлива едноставно исчезнува, се елиминира, останува само една променлива и задачата станува многу лесна. И третата, можеби и најзабавната алатка, графичкиот метод. Тука нема многу алгебра, едноставно ја цртаме линијата за првиот тарифен план. Потоа, на истиот тој график, ја цртаме и линијата за вториот. Решението, па тоа е буквално пред нас, само треба да ги прочитаме координатите на точката каде што линиите се сечат. Меѓутоа, важно е да се знае една работа. Не секогаш има само едно решение. Постојат три можни исходи. Најчесто, линиите се сечат во една точка. Но, што ако се паралелни? Тогаш тие никогаш нема да се сретнат, што значи нема заедничко решение. А третата опција е кога двете равенки всушност ја опишуваат истата линија. Тогаш имаме бесконечно многу решенија. Добро, ги поминавме алатките, ги видовме можните исходи, сега доаѓа најважното прашање. Зошто сето ова е битно? Ајде да видиме каква моќ ни дава ова знаење во реалниот свет.
Да се вратиме на почетокот, на нашиот проблем со мобилните телефони. Со овие алатки сега можеме прецизно, без простор за грешка, да ја најдеме таа точка на пресек. А таа точка ни кажува нешто многу конкретно. По точно толку и толку месеци, планот А официјално станува поевтин. Нема веќе предпоставки, само чиста математика. Но оваа логика не се однесува само на мобилни планови. Во економијата, точката каде што се сечат кривата на понуда и кривата на побарувачка, ја одредува пазарната цена на се, од кафе до автомобили. Ова е основата на модерната економија. А примената оди уште подалеку. Во инженерството со системи на равенки се пресметуваат силите во градежните конструкции за да не се срушат, или пак се моделираат сложени електрични кола во секој уред што го користиме. Тие се темелот на технологијата. Значи, каде и да погледнеме, од големи економски анализи, преку дизајн на авиони, па се до наедноставното планирање на домашниот буџет, системите на равенки се насекаде. Тие се како еден скриен јазик што управува со донесувањето паметни одлуки. Има еден цитат кој совршено го сумира сето ова. Суштината на математиката не е да ги прави едноставните работи комплицирани, туку да ги прави комплицираните работи едноставни. Токму тоа го направивме. Зедовме една навидум комплицирана дилема, ја сведовме на јасен, едноставен и точен одговор. И за крај, еве едно прашање за размислување. Следниот пат кога ќе се соочите со избор помеѓу две опции, дали да купите неделна или месечна карта за автобус, дали да изберете еден или друг стриминг сервис, дали да земете автомобил на кредит или на лизинг, застанете за момент. Дали и тоа е само еден систем на равенки кој чека да биде решен?